Вие сте со програмата на КТВ, следуваат вести. Денес општина Кавадарци се вклучи во акцијата за пошумување организирана од Ротари клуб Кавадарци во соработка со Ротари клубови од цела Македонија. Целта е да се придонесе кон здрава животна средина и развој на пчеларството како важен сегмент за одржлив екосистем. Во рамки на акцијата беа посадени 500 медоносни дрвја, багрем, јавор и јасен. Од нив 200 се обезбедени од Ротари заедницата, 200 од шумско стопанство подрачна единица Бор Кавадарци и 100 од земјоделско-шумарското училиште Ѓорче Петров. Акцијата ја поддржа и јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Председателот на Ротари клуб Кавадарци, Тодор Ефремов, изрази благодарност до сите учесници за нивниот придонес кон зачувувањето на природата и одржливиот развој. Кавадарци полека, но сигурно влегува во најубавиот период од годината. Градските улици и плоштад веќе се разубавуваат со светилки, украси и празнични детали кои го најавуваат доаѓањето на новогодишната магија. Празничното осветлување внесува топлина и радост во секојдневието, создавајќи пријатна атмосфера за граѓаните и посетителите. Ова е само почеток на празничната приказна, велат од општината и додаваат дека во наредниот период се очекуваат уште повеќе изненадувања, настани и содржини кои ќе го збогатат празничниот дух во градот. Од 14 до 31 декември годинава започнува празничната сезона со богата новогодишна програма, исполнета со концерти, изложби, детски содржини и тематски настани за посетители од сите возрасти. Денес се работеше на промена и модернизација на осветлувањето во спортската сала при Општинското основно училиште Перетошев во Росоман. Со оваа интервенција се подобруваат условите за учениците, спортските клубови и сите корисници на салата, обезбедувајќи подобра видливост, безбедност и енергетска ефикасност, вели градоначалникот на општина Росоман Ѓорги Крстевски. Вчера во 16 часот и 11 минути на улицата Илинденска во Кавадарци, полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода МЈ 43 години од Кавадарци, постапувајќи по претходна пријава дека околу 13 часот на улица Благој Крстич во Кавадарци на НЈ 31 година од Кавадарци насилно му одзел пари, му упатувал закани и физички го нападнал. МЈ бил приведен во полициска станица, бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Велес. Прашањето за мигрантите е државно прашање и за него мора да одлучува собранието, а не поединечни општини или советници на ВМРО-ДПМН. Премиерот Христијан Мицковски со денови одбива да даде едноставен одговор дали ќе ја подпише резолуцијата со која граѓаните ќе бидат сигурни дека мигранти за пари во Македонија нема да има, пишуваат во денешното соопштение од СДСМ и во истото се додава. Наместо одговор гледаме изговори, одолговлекување и обиди темата да се префрли на локално ниво. Зошто Мицковски бега од собранието? Ако не знае, собранието е највисокиот орган на државата, составен од пратеници директно избрани од народот. Затоа резолуцијата е народен договор. Со оваа одлука на целата територија на Македонија, прашањето може да биде затворено, но ВМРО-ДПМН одбива. Дополнително, изјавите на Мицковски и функционерите на ВМРО-ДПМН сами го потврдуваат планот за мигранти во Македонија, пишуваат од СДСМ. Венко Филипче денес глуми загрижен патриот, додека во владата со Заев ги распродаваа националните интереси и активно работеа за носење мигранти во Македонија, обвинуваат денеска од ВМРО-ДПМН. За време на владењето на СДС, Зоран Заев заедно со Венко Филипче имаа партиска и државна политика за населување на мигранти, истите оние мигранти кои се проблематични низ Европа. Филипче и Заев не само што биле спремни за населување на мигрантите во Скопје,
туку и во 2018 година усвоиле план за изградба на мигрантски камп во Бардовци, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Кошаркарките на Пробаскет славеа на гостувањето кај Бадел со 75-76. Кавадаречките кошаркарки направија пресврти од двоцифрена негатива, стигнаа до апсолутно заслужена победа. Утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Во утринските часови наместа ќе има појава на магла и зголемена облачност. Ќе дува слаб ветер од северен правец, а температурата во интервалот од -1 до 11 степени. Ги гледавте вестите, имајте пријатна вечер.